Огревното дрво кое со години во Македонија се гори неисушено поради недостаток на огревна маса е еден од најголемите заgadувачи на воздухот. Ова го покажале истражувањата на лабораторијата Амбикон при Штипскиот универзитет, но и сите други истражувања правени за аерозагадувањето. И тоа на многу различни институции. Нашите истражувања и истражувањата на Министерство за животна средина и на UNDP, кои што имаше студиите изработени за град Скопје, отприлика укажуваат у тој правец. Според финската, студијата на Финскиот метеоролошки институт, работена за Министерството, 2014 емисиите по сектори е проценето дека за PM10 емисиите во регионот на Скопје некаде околу 91% доаѓаат токму од загревањето на домакинствата, што е масовна бројка. Обратно и хемискиот состав и анализите на хемискиот состав на суспендираните честички кои што беа подоцна у различни студии исто изработени, укажуваат дека доминираат во периодите на еновно високи епизоди, доминираат честички кои што потекнуваат од процесите на согорување на биомасата, или тоа се дрвата во огништата. Според професорот Мираковски, на загадувањето мора да се работи со сериозен пристап и иако процесот е долготраен, може да се постигнат солидни резултати. Ако сакаме да почувствуваме некакви подобрувања, дефинитивно тој правец. И веќе такви мерки има, значи има неколку програми веќе иницирано. Јас се надевам дека ќе се интензивираат тие, али веќе се иницирани такви програми у кои прво луѓето и ќе се информираат за подобрите или бенефитите кои што ќе ги имаат ако ги заменат системите за грејење. Се надевам дека мерките ќе се прошират и ќе овозможат масовна замена на старите системи со некои поефикасни, поеколошки прифатливи системи на грејење. Не мора да бидат само замена со пелети, топлински пумпи или инвертери, гасификација, грејење на централни системи за грејење, проширување на опсегот на централните. Меѓутоа такви програми веќе се почнати и се надевам дека постепено ќе почнеме да ги гледаме ефектите од таквите програми. Или ќе имаме можност веќе наредните години да видиме. Тоа не е лесен процес, прво се работи за многу широка масовна операција, значи не се работи за една, две или пет ложишта, се работи за илјадници, стотици илјади ложишта кои би требало да се заменат и да ги видиме ефектите. И верувам дека нема да биде многу брзо, меѓутоа постепено ќе почнеме, доколку се реализираат и интензивираат тие мерки, ќе почнеме да ги гледаме ефектите од таа замена. УГД има поставено мерни станици за загаденоста на амбиенталниот воздух во повеќе градови во државата. Од нивните следење највисоко загадување изминатиот период, освен во Скопје, има и во Прилеп и Струмица.